Добро вечер, Влае. Добро вечер, Карпош. Победуваме. Сакам вечер да го најавам присуството на господинот Христијан Мицковски, председателот на најголемата партија во Македонија, ВМРО ДПМН. Исто така сакам да изразам голема благодарност до сите вас што вече сте присутни на овој митинг на граѓанската опција за Македонија ГРОМ. Ја користам оваа прилика како иден советник на општина Карпош да се заблагодарам до сите граѓани од општината Карпош кои ја гласаа советничката листа на ГРОМ. Јас знам што ќе се случи во недела. Знам дека вие знаете. Иде Дунав. Затоа уште вечерва ќе ја најавиме, а во недела ќе потврдиме големата извејувана победа на нашиот председател и иден градоначалник на општина Карпош, господинот Стефче Јакимовски. Почитувани граѓани, исто така, од овде, од Влае, сакам да ја најавам и поздравиме победата на Даниела Арсовска. Данела. Како иден градоначалник на град Скопје. Воедно и сите победи за градоначалници во Македонија на коалицијата за Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Голема чест и големо задоволство ми причинува фактот што вечера токму сега во овој момент од оваа говорница можам да го најавам господинот Христијан Мицковски, председателот на ВМРО ДПМН. Драги пријатели, сограѓани карпошани, скопјани, не смеев да ја пропуштам приликата да присуствувам вечерва и да бидам со вас. Затоа што ми представува особена чест и задоволство да се обратам пред вас. Ова е општината каде сум роден, пораснав и живеам. Општината за која се врзани сите мои убави спомени во животот. Карпош во недела одлучува за својата иднина. И може секој да си наоѓа некаква причина за забелешка, за критика, но две работи се сосема сигурни кога станува збор за Стефчо Јакимовски. Првата е дека Стефчо е голем борец, а втората е дека е огромен работник. Стефчо е борец целиот свој живот. И беше со нас во нашата коалиција, кога ни беше многу тешко, и кога го напаѓа, и кога го притиска. Тој никогаш не попушти и никогаш не тргна против она во што верува. А дека Стефчо е работник, најдобро говорат проектите и работите кои тој ги реализираше за Карпош. И секој еден жител на Карпош може да спореди помеѓу работата на Јакимовски и на работата на актуелното раководство на општината. Имаме 4 години стагнација, 4 години никој не ги слуша потребите на луѓето. 4 години Карпош не се развива. Освен бетонот кој никува во некогашните паркови. Од Карпош, од сите нас, од сите вас, зависи дали сакате да имаме градоначалник кој ќе има слух за вас
и вашите потреби, како што е Стефче Акимовски, или пак ќе имаме втора опција. Втората опција, сакам да ве предупредам, како што не стави камче на камче овие 4 години, така ќе биде и следните 4 години. Затоа сум убеден дека во Карпош изборот е само еден, а тоа е Стефче Акимовски. Драги пријатели, важно е во недела масовно да се излезе на гласање и да се поддржи опцијата која е докажано дека функционира и носи резултати. Гласот за Стефче Акимовски е глас за Карпош кој нуди решенија. И само јас знам со колку страст, волја и енергија Стефче умее да се бори за Карпош. Воедно дозволете во оваа прилика да повикам да се поддржи Данела Арсовска за градоначалник на Скопје, заокружувајќи го бројот 82. Така ќе поддржите и добар тим кој ќе направи повеќе и за Карпош, но и за градот Скопје. Тим кој ќе решава проблеми, кој ќе донесе подобра иднина. Ја користам оваа прилика да потсетам дека веќе во Скопје 5 значајни скопски општини имаат градоначалници од редот на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Тоа се Скопски аеродром, каде што Тимчо веќе е градоначалник со победа 2:1. Тоа е Кисела вода, каде што Орце е веќе градоначалник со победа 2:1. Гази Баба, каде што Боби е веќе градоначалник со победа 2:1, Дарко во Бутел и Александар во Ѓорче. Јас сум уведен дека за 2 дена од денеска тимот ќе се комплетира и заедно со професорката Котлар, Стефче Акимовски и Данела Арсовска ќе имаме дрим тим овде во Скопје и заедно со другите градоначалници ќе направиме рекордни резултати за Скопје и скопјани. Затоа, драги пријатели, мојата порака до вас е доаѓаат подобри времења, заедно да се избориме. Силата на надежта е нескршлива, силата на надежта носи промени. Таа сила и таа надежта е токму вие. Таа сила, таа надеж сме сите ние. Заедно, кои сакаме да го живееме сонот на една подобра Македонија, во иднина која заедно ќе ја создаваме. Заедно да славиме победа и заедно да сте радуваме. Да сте здрави и живи, да ни е вечна и вековита нашата Македонија и се разбира во недела за модерен и брз Карпош и за модерно и брзо Скопје. Ви благодарам. Добро вечер, Влаешани, добро вечер, Карпошани. Господине председателе, ви благодарам на убавите зборови и после она што вие го кажавте, може би јас треба само да ја приложам дискусијата и да не зборувам, затоа што се беше кажано со убави и одбрани зборови. Кога го поканив господинот председател, ми рече и го замолив да се обрати, рече дали мислиш дека треба да зборувам, како не, јас мислам дека задолжително треба да ни се обрати идниот председател на владата на Република Македонија. Од се срце сакам да ви заблагодарам на сите граѓани на Карпош. Навистина ме почестивте. Навистина ме почестивте со почит и со гласови и со почит код се она и за оној труд што го направивме
од 2009 до 2017 година. Сакам да им заблагодарам на сите оние симпатизери на ВМРО ДПМН што ме поддржаа и што ќе ме поддржуваат во недела. Сакам да им заблагодарам на сите симпатизери и членови на Социјалдемократскиот сојуз што ме поддржаа и ќе ме поддржат во недела. На левица, секако на мојот гром, на Социјалистичка партија, на Подем, на партијата на власите, на Српска напредна странка, господинот Милетич, на членови и симпатизери од ДУИ, БЕСА, ТПА, деновиве сите ми се обраќаат, ми се јавуваат, ми честитаат и ми велат кажи што треба да помогнеме. На сите, на ромските партии во Македонија, на сите граѓани од македонска, влашка, српска, албанска, ромска националност, хрвати, словенци, бошњаци, сите што се. Овие гласови што ги имам зад мене, тие се гласови народни. Тие се гласови на граѓаните на општина Карпош. А нивните гласови се само партиските на тоа кругчето околу нив. Голема благодарност сакам да изразам и на господинот Оливер Зафировски. И верувајте, ако тој беше во вториот круг, јас исто така вечерва ќе бев овде со мојата гром, исто така него да го поддржиме во битката која што треба да ја добиеме на 31 овој месец, односно во недела. Почитувани пријатели, ние во оваа изборна кампања тргнавме многу коректно, сакавме да ја спуштиме топката, граѓаните да им овозможиме да одлучат за кого ќе гласаат, а не против кого ќе гласаат, да ги изложиме проектите, надевајки се дека еве помладите можеби не се искажале доволно во изминативе 4 години, ама еве нивните другари, учејки на грешките на нивните другари, ќе најдат за сходно да ни кажат нешто повеќе, евентуално малку се помодерни од мене, затоа што веројатно ја постаромодни проекти нудам, дека тие нешто поквалитетно, повозвишено и поубаво за граѓаните на Карпош, а особено за помладата генерација. За жал, не видовме ништо ново, за жал, видовме оскуден програм од само 7 страници, за жал, видовме 3 дуели во кои што изгуби со 3-0, а останатите 6 ги откажа и ги добив службено. Сега кажете ми, како мисли во недела да оди на избори, а со толку изгубени надпревари? Како мисли да оди на избори во недела, а 2 реченици не кажа синојка зошто треба да го гласат граѓаните на Карпош, ама цело време зборуваше зошто граѓаните на Карпош не требало за мене да гласаат. Па овие избори се за да ти кажеш што ќе направиш со општината Карпош, а не да зборуваш против мене. Но јас знам, почитувани пријатели, дека во недела граѓаните на општина Карпош ќе ги казнат овие луѓе од 2 причини. Првата, за огромните лаги што ги кажа во 2017 година за мене. И за се оно што ми сторија на мене и на моето семејство. А втората причина ќе ги казна за неработењето и кабадахлукот и отуѓеноста од граѓаните што го направија во изминативе 4 години во општина Карпош. Јас верувам во граѓаните на Карпош. Тие секогаш носат вистински одлуки. Сепак ќе кажам дека и во 2017 може би е добро што не ми ја дадоа поддршката и мислам дека е добро да и јас се коригирам во некое своје однесување и граѓаните да направат разлика додека сум бил градоначелник, пред мене и по мене како е после тоа. И некои ми велат, Стефче, во оваа кампања многу си променет. Многу си смирен, многу си пацифистички настроен, а како не би бил смирен и како не би бил пацифистички настроен ако гледам дека граѓаните го промениле мислењето за мене, ако гледам дека ми даваат поддршка. Па има ли логика и јас да не се променам? Што вели Шешелј, само магарци се не менјају. И да знаете, ќе продолжам така. Сакам да соработуваме со сите.
ќе бидам градоначалник на сите граѓани на општина Карпош, како до сега што бев. Па овде видовте ли, не прашав од кој сокак и која улица се наши гласачи, а кои не се. Влеговме на Франс Прешен и од крај до крај све направивме. Влеговме на Иван Цанкар, од крај до крај се направивме. Влеговме тамо Франс Месеслен, Франс Розман, Езерци, Гари, Ринкини, се. Населба Маврово, се. Населба Водовод, се. Значи не оставиме педа, а се извинувам. За нив Вангел Динев ја оставивме, кога им реков на колегите сите улици од Иван Цанкар да бидат направени, тие мислеле сите на Иван Цанкар, ама Вангел Динев ја оставија, значи една уличка он направи, се извинувам, значи да не ги навредам, многу направија само една уличка. И така беше во цел Карпош. Така сегде градевме и сегде правевме за сите наши граѓани, без разлика на политичка определеност, на нација, на вера. Значи, гледавме сите граѓани на Карпош да имаат исти услови или приближно услови, исти услови за живот. Тоа е нашата цел. И верувајте во Советот. Иако веќе направивме мнозинство во Советот. ВМРО ДПМНЕ, Левица и Гром го направија мнозинството. Левица ќе го има председателот на Советот, ВМРО ДПМНЕ секретарот, градоначалникот е од наша, од граѓанската опција за Македонија. А ќе им понудиме и на други партии и на други луѓе, значи групи што се во Советот на општина Карпош, да ни се приклучат во работата на Советот, да се приклучат во управувањето со општината, затоа што ќе решаваме само обични проблеми. Нема висока политика во канализациите, во тротоарите, во училиштата, во градинките. Може само да се расправаме дали ова игралиште прво да го направиме или она во Нерези. Може да се расправаме дали канализацијата во Жданец прво да ја направиме или пак канализацијата во Злокуќани. Дали прво да направиме градинка во Влаје 2 или во Злокуќани. Тоа може да се расправаме, но никако да тераме високи политики затоа што решаваме обични проблеми на граѓаните. Високата политика ќе му ја оставиме на господинот Христијан Мицковски со владата што ќе ја формира. А ние ќе бидеме тие градоначалниците кои што после 4 години, кога ќе искочи на локални избори, со гордост ќе каже дека имал градоначалници од неговата коалиција и дека имал градоначалничка на градот Скопје за прв пат, односно втор пат ќе биде во историјата на Скопје да имаме градоначалничка на Скопје. Јас знам дека карпошани во недела ќе гласаат за нови кровови, за нови лифтови, за нови фасади, за нови 200.000 паркови, дека карпошани ќе гласаат младите за платените возачки дозволи, дека младите брачни парови ќе гласаат за земјиштето што ќе им го дадеме да изградат дом за себе и за своето семејство, дека карпошани натаму ќе не подржуваат и во недела ќе не гласаат за новите училишта, за стипендиите на учениците, за поддршката што им ја даваме на учениците. Карпошани ќе го гласаат новиот пензионерски дом што ќе се наоѓа на улица Илинденска. Знам дека карпошани ќе гласаат за отворена врата во општината, а не за затворена. Овие беа пресрекни што ни се случи короната, за да вратата ја затворат и да не примат граѓани, оти не знаеа што да прават со нив. Вие ги видовте дека од првин прима пораки од граѓаните за проблеми и така. И пазете, срека нивна, што многу малце проблеми им оставивме. Замислите, не дај Боже овој градоначалник да доеше 2009 година. Тешко вас. Ја мислам дека нема да му дозволевте да го доврши мандатот. Наклоци ќе го истеравте од тамо, од кабинетот, кој што јас му го оставив. На волку решени проблеми, на минимални проблеми, толку лош однос кон граѓанството и како што ви кажа многу пати човекот викал дека кога одел према општина му се вракеле нозете. Па и треба да се враќаат. Јасно беше што ќе ти се случи. Христијан Тодоровски Карпош
Нашиот патрон на 19 години бил командант на батальон. Се бонел со фашистите, а ти на 27 години го падна испитот овде во општина Карпош. Но, не им се ситиме на неспособноста, него им се чудиме на тоа што го прават деновиве. Со црната кампања против мене. Па дури почна и билборди да лепат вчудо невидени од тоа што ми се случи да влезам во вториот круг, затоа што си ги лажеше и снагата, и умот, и оној Спасов, дека ќе победале во прв круг. Замислете кој волунтаризам. Со 6 кандидати да победиш во прв круг. Па Обама, бре, да го донесеш, нема да победи во прв круг. А не ти, бре, Дуле. И се секавате како ми вика, дека сите ме викале комшии во Карпош, зашто сум имал стан во секоја зграда. Ама све се плашам дека он ќе им испадне комшија. На многу карпошани. И све се плашам дека тамо работата нема да заврши добро и на површина ќе излезат токму нивното лицемерие и функционирањето по принципот држте лопова. Ова игралиште овде во Влае ќе биде реконструирано со нов асфалт, со нови огради, ќе биде ставена вештачка трева, ќе имаме прекрасно детско игралиште, ќе го пробиеме патот до према кеот на реката Вардар и сето ова ќе биде хортикултурно уредено. Во Влае планираме детска градинка. Влае 2, Влае 1 веќе има. Во Нерези исто така планираме детска градинка. Во Злокуќани планираме детска градинка. Значи, овие таленти после нас направија да нашите деца седат дома, а децата од другите општини бидат сместени и офатени во системот на детска заштита токму овде во општина Карпош. И знам дека општина Карпош е многу атрактивна и за живење и секако за оние граѓани кои што гравитираат према општина Карпош. Но вие нам не плаќате и општината функционира од вашите даноци што ги давате во општината и ние првенствено мора да се грижиме за вас и за вашите деца. И затоа, почитувани пријатели, ви ветувам дека ќе продолжиме да се грижиме за вас. Деноноќно, како тоа што го правев и претходно, и во 3, и во 4, сега сум повозрасен, а на возрастните помалку им се спие, за разлика од помладите, нема да ми биде и натаму тешко во 2, во 3, во 4 да прошетам по улиците. Кога беше поплавата овде, една наша комшика велеше дека ќе ја однесе куќата, во 3 часот станав ноќеска да видам дали стварно е во опасност куќата. Знаете, овде на кеот на реката Вардар, ќе биде и натака таков односот кон граѓаните. Вратата до општината постојано ќе биде отворена, секој ден ќе примаме граѓани. Гледам еден градоначалник кандидат за градоначалник на општина Центар, 1 саат дневно тој ќе одвојувал за граѓаните. Пазите, а инаку у останатото време многу ќе работел. Ама за граѓаните 1 саат ќе работел. И така викаат, и тој 1 саат после него користат. После го поминуваат по кафаните. Еден талент од нив, кај мој пријател во кафич, градоначалник Сабајле у 8:30 отишол и бара виски, ама му вика на келнерот, врати се вамо, донеси ми виски во шолја од кафе. И така шолја по шолја, до 13:30 попладне, извадил од джепот 10.500 денари, му доаѓале пријатели, нив ги частил и си заменил. Тие така викаат, ама ни тој 1 час нема да го одвојат за граѓаните на општините кои што сакаат да ја добијат довербата. Имаме убава можност да имаме комплетна гарнитура од опозицијата, бидејќи сега они беа комплетна гарнитура од власта, да видат граѓаните како работи опозицијата, да видат како ќе биде кога ќе биде на чело на градот Скопје жена и да видат како тоа подобро ќе функционира во однос на нивните големи мажи. Ве повикувам, почитувани пријатели, во недела да излезете и да гласате за напредок, за развој, за подобриот програм, за подобрата визија, да гласате за цветен, за зелен, за полејан,
за распеан, за разигран, за спортски, за наспеан Карпош. Да не гласате за плачковци, кои ке 4 години ќе ви плачат како имале проблеми, како имале долгови и после 4 години ќе им биде крив Стефче Јакимовски, оти пред 8 години бил градоначалник. Ајде да не слушаме плачки и кукања, туку да знаеме дека повторно ќе има песна, повторно ќе има игра, повторно ќе славиме Ден на општината, повторно ќе ми доаѓате во Александар Палас и повторно сите ќе бидеме среќни, зашто знаеме дека тамо каде што треба имаме раководство кој се грижи за граѓаните на општина Карпош. Да сте ми живи, здрави, да се чуваме сите и да го градиме Карпош заеднички. Ви благодарам на огромниот број што дојдовте. Одамна Влае 2 немало волку гости. Благодарам.